Член на СДСМ со закана до главниот уредник на порталот Плюс Инфо Бранко Геровски. Гледај да не те бањаат во Вардар, гласи пораката која Геровски на Facebook ја добил од извесен Бранко Гиновски. Оваа закана доаѓа по серијата текстови кои тој ги напише за Кики, Коки, Фрики и компанијата, а и за кои напиша дека истите предизвикале паника кај власта. Јавно на Facebook побарав лидерот на партијата да се изјаснат во врска со таа закана. Од луѓето од секторот за комуникации бев известен дека ова лице не е вработено во обезбедувањето на СДСМ, ниту во СДСМ. Бранко Гиновски на предлог на СДСМ на последните претседателски избори бил член на избирачкиот одбор 2581 во општина Ѓорче Петров, потврди од ДИК за Алфа телевизија. Тој на социјалните мрежи има објавено голем број фотографии со функционери од влачката партија, меѓу кои портпаролот Костадин Костадинов, кој изјави дека сепак ќе мора да проверат дали Гиновски бил член на партијата. Во разговор со господин Геровски му дадовме информација дека не станува збор за партиско обезбедување, секако во текот на денот ќе видиме од базата на членови дали станува збор за член на Социјалдемократскиот сојуз, секако доколку станува согласно нашиот статут во партијата, соодветно ќе реагираме. Осуда за заканата, која Геровски ја добил член на СДСМ, пристигна од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Сдруженијето на новинарите на Македонија. Тие во заедничко соопштение велат дека за да има функционална демократија, потребно е високо ниво на слобода на говор и изразување. Според информациите кои јавно ги објави Геровски, извесен Борче Гиновски на социјалната мрежа му упатил директна закана со зборовите "Гледај да не те бањаат во Вардар". Според главниот уредник, овие закани се оби тој да биде замолчен, односно да прекине со серијалот текстови поврзани со наведна рекетарска група поврзана со владеачката партија. Македонската асоцијација на новинари МАН бараат од оние кои му се закануваат на Геровски да запрат со своите дејствија и да го остават новинарот да ја работи слободно и непречено својата работа. Новинарот Геровски се осмели да пишува за она што сите го гледаме и знаеме, но другите таа храброст и упатеност во случајов ја немале, а Геровски има целосната поддршка од МАН да продолжи да ја врши својата работа професионално и одговорно кон јавноста. Првиот човек на Македонија Стево Пендаровски денеска го прими Геровски. Во соопштението од неговиот кабинет се вели дека Пендаровски осудува секаков вид закани испратени до медиумите.